Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Начинот на кој што Зоран Заев ја водел партијата до сега го пресликува и начинот на водењето на владата и државата. Сомнителни трансакции, сомнителни кредити, задолжувања, сомнително финансирање преку чланарини, на кои не се знаат членовите на општинските организации ниту колку, ниту кому плаќаме. Ова се констатациите на државниот ревизор за начинот на работење на Социјалдемократскиот сојуз под водство на Зоран Заев. Што прикрива Зоран Заев и СДСМ? Кому му должат и дали сега ги исплаќаат долговите со пари од народот и дали со тоа ги исплаќаат и сомнителните кредитирања за финансирањето на неговата партија. Од извештајот на државниот ревизор, тоа е овој извештај, јасно се гледа дека Социјалдемократскиот сојуз нема обезбедена документација за имотот на партијата. Зошто се уште не е обезбедена ваква документација? Дали тоа значи дека Социјалдемократскиот сојуз сака да земе имот без да го плати? Дали имотот на Социјалдемократскиот сојуз е донација и колкава е донацијата, бидејќи законот не дозволува правно лице, кој и да е, не може да донира повеќе од 56.000 евро, односно 150 плати, или кај физичките лица 75 плати. Штом имотот не е регулиран, дали Социјалдемократскиот сојуз плаќа кири, има договори со собствениците или го крие неплаќањето на кириите? За разлика од сомнителниот извештај на Социјалдемократскиот сојуз, извештајот на ВМРО-ДПМН е без посериозни забелешки. Законот за платен промет не познава подсметки и затоа се отворени 3 сметки користени исклучиво за намената за која се отворени. Обврските на партијата се уредно наведени и како што се подмируваат, така се приложуваат и фактури во согласност со договорите. Ниеден дефокус со извештајот на ВМРО-ДПМН не може да го прикрие сомнителното работење на Социјалдемократскиот сојуз. За нивното сомнително работење сега плаќаат граѓаните на Република Македонија. Затоа ја покачи акцизата и плаќаме енормно скапа нафта за разлика од порано, а државата се задолжува стотици милиони евра месечно, без при тоа да се реализира ниту една капитална инвестиција во корист на граѓаните. Заев и Социјалдемократскиот сојуз ја носат државата кон економска пропаст. Ја пробија психолошката граница од над 5 милијарди евра јавен долг. Ваквото расипничко однесување на Социјалдемократскиот сојуз и владата под нивно водство мора да престане. Затоа ги повикуваме сите граѓани на Република Македонија да ни се придружат вечер во 20 часот пред владата, да дојдат на протестот, каде што ќе го значиме почетокот на крајот на овој криминален картел. Македонија ќе победи.